Добре дојде на екипата на Кавадречките лакарди во просториите каде што моментно регионалната телевизиска куќа работи и обстојува. Ми беше драго што дојде овде со нас во ова малку тесно, меѓутоа наскоро ќе биде пошироко место. За сите добро дојдовте. Добро најдовме. Прв пат ги гледате сериозни, меѓутоа тие во животот се многу насмеани и затоа и се дружиме со нив. Чекай, да почнава типа како сериозни. Сега видех што отвори и вие. А минатата година, може би ова време, Љупче Сапунџиев ми предложи да работиме на ваков проект. И затоа би сакал со него да започнеме, од каде таа идеја за да започнеме со лакардиите. Право добар ден на сите. Мило ми што се собраме сите заедно да продискутираме околу проектот што сега е зад нас и околу проектите што ни следуваат у иднина. Идејата за еден оваков проект се роди моментот кога заедно јас и Маријан одлучиме да го стартуваме rtk.mk како портал и идејата беше да rtk.mk како интернет медиум стане препознатлив и различен по нешто од сите останати интернет медиуми. Размислував околу тоа како ќе постигнеме таа цел. Поголем предизвик беше да се искомбинира целата екипа што сме тука заедно. Седејќи на Facebook, ги читав вицовите на Паја и одлучив дека би бил таков некој проект, значи неговите вицови да ги претвориме во аудиовизуелно дело и издание, дека би било одлична работа да нашиот портал стане препознатлив по нешто. На тоа сето се надоврза како добра работа и прво ситуацијата таква каква што ни е во моментот во државата, значи презаситени од политика, мислев дека беше одлична идеја да народот малце се разведре и да се насмее. 26 години таква е ситуацијата. Мал период, кус период. Да, кус период. Мислам дека заситеноста на сите портали со политика и со дневни настани му е Кавадречки кажано преку глава на сите. Кавадречки е поинаку, ама. Да. Преку јадек се отвориме. Да. После основната идеја, прв со кого разговарав беше нормално Златко Вузевски, тако звани Паја. На негов предлог, а нормално да речем ни се поклопија и предлозите и идеите, беше да се собере оваа супер екипа и да почнеме да работиме на проектот. Околу тоа што следува, што ќе правиме у иднина и што сме направиле, ќе подискутираме и малце покасно. Благодарам. За прв пат по 85-та година кога Кавадречкиот хумор излезе од овие рамки на тиквешијата, сега се прави ова по втор пат и мислам дека е успешна со оглед на тоа што присуствував на првиот проект. Зачувување на македонскиот тиквешкиот дијалект е една од основните појдовни причини зашто Буго го предложи ова чудо, затоа што и македонскиот јазик во кој се содржа нашиот кавадаречки дијалект е составен дел и го разбираат сите, без разлика што е таков, изгледа малку груб, меѓутоа сепак е убав и смешен. Диме, дали успеавме со овој проект до сега во оваа прва фаза? Вака, значи, прво, секоја чест за самата идеја. И најважно јас би рекол за храброста да се почне на ваков проект. Неколку пати сум кажал дека вицевите како форма на хумор се едни од најтешките да ги преточиш нели аудиовизуелно. Повеќе причини за тоа што нели го спомнаме тоа
неколку пати дека ако еден виц го кажат 10 души, 10 пати ќе биде различен. И е многу тешко, нели, да го... Меѓутоа, според луѓето кои што не сретнуваат сите на улица, според луѓето кои што ни пишат на социјалните мрежи, според тоа колку прегледи имат самите вицеви. Тоа ќе го каже колку после. Да, според сите тие параметри сме направиле еден булзај. Значи буквално сме го погодиле у центар народот всушност што сака да слушне. Народот, како што кажа Бубо, му е преку глава од овие дневно политички случувања кои што за жал почнаме да се занимаваме сите со политика. Па и ние. Сите затоа реков сите, значи што на Facebook, што уживо е вака у кафана седни. Јас барем не сум присуствувал на седанка каде што нема тема да се допре политиката. Сега е сериозно, барем у нашата екипа е поинаку. Да, може би ќе допре пак политичкиот дел, меѓутоа се задржуваме повеќе на поубавите работи, на тоа што се случувало, како ни се случувало, разни случаи од самите снимања, луѓе кои што не пречекувале на улица. Така да мислам дека јас пак таа е на моја за жал скромност, мислам дека имаме прекрасен проект со голем успех. Стојна умре, точка, продавам голф дизел, точка. 42 вица обработени, па ја дали успеавме ние да го доловиме од прилика она што ти го обмисли во главата кога го напише по твоите две книги. Значи ние работивме проект кој беше напишан во две изданија, две книжевни изданија на Златко Бузевски Паја. Так сега, уж ка правим пред пат муабит, сам не зборувам литературно. Силахме на нашки видимо како Уж пред пат ка правим муабит, ја ти и Бубо. Ја ка продолжи која екипа да биде, значи ја бе сигурен дека ќе биде проектот перфектен. Значи нема никаква грешка. До сега ја немам запрека луѓе. Дај Боже, со овој темпо, со оваа хармонија, со оваа екипа продолжи. Друго да кажам. Да се надоврзам само на Пајата и на Димето, тоа што кажаа дека проектот, да речеме, од исклучително тежок у смисол да вицовите ги доловиме на начин кај што ќе ги разберат сите, заради тоа што самите книги веќе беа излезени и напишани и дополнително секој човек си имаше изградено слика посебно за ликовите Блажо и Мара, собствена слика како треба да изгледат ликовите. По коментарите што ги гледаме на Facebook, мислам дека сме доловиле вистинската работа да ги разберат и да ги сванат на начин на начин што веќе го имат замислено у главата. Или што сме го Можеш да кажеш. Слободно. Например, има да виц за тие работи. Има да виц, например, кај екипа човек за Манчестер Юнайтед на играчите. Чек, Това е стварно. Ај само кажи не убаво не за нас. Се формира група, например, кажуваш на вицеви. И кажуват, например, кај мојата книга, и кажува еден виц 33, ама е добар. Вториот виц 6, то. И много дете дошло и много да се прави това по 22. Ке море не е само да кажеш качка од каде, така моја екипа, треба да правиш баш, не е само. Затоа и рекол па сме 10 души на еден ист вид, сите чога се молат да не кашлат многу, да не упаѓат у речта. Тој Гоцев е професионалец, човек кој е школван, учил факултет и веќе повеќе години работи професионално на ова што ние го работиме. Затоа е тој во нашата екипа. Целокупниот снимателски и монтерски или монтажерски дел беше негов. Додавките на одредени ефекти и така натаму. Се што вие технички на крајот го гледате како готов продукт, го имаше Тони. Тони, дали беа добри другари и другарките? Па што ќе кажеш? Што да кажам? Јуп што кажа во почетокот дека предизвик да се формира и тука значи сте направиле
правата работа сте ја Ти направиле. веднаш прифати да го Да, снимаш. да, добро сега. Оваа екипа више има работено, значи на како да речките приказки што ги снимаме и у тие дел ние сме доста уиграни. Значи уште тогаш кога почнаме со тие приказки, они одма влегува у шема што викаме ние, и јако претходно, значи огромен дел, најголемиот дел од нивната работа е театарска игра. Така е. Меѓутоа, доста добро екипата функционира, значи малце по-друго е нели кога е актор пред камера, друго е кога е пред театар. Да, но вие се разбирате меѓу себе. Да, ама ние више сме уиграни, се разбираме со поглед само. Значи посебно нели најбитна е соработката меѓу режисерот и снимателот и директорот на фотографија, еве да речем. А тоа со Диме Виче многу сме работеле заедно и еден поглед е доволен за да Многу полесно е. да го разберам ја да речеме он што бара или да ме разбере он мене да речеме дали тоа може или не може така да се изведе технички нормално. Многу полесно е, Марија, например, да почнеш да работиш со екипа која што претходно имала работено нешто заедно, затоа што не стартуиш од нула. Нели, друго е сега, например, ако доведиш нели снимател кој што јас не сум работел со него, треба да му и научиш навиките, па како треба, или па например режисерски, да, пред се карактерот, да. Што сака, како сака. Кога тие работи веќе се надминати, затоа викам не почињеме од нула. Тука јас и Тони со Видан, со Мима, соработувам веќе, не знам, со Видан сигурно 10 на 15 години, со Мима веќе 20-25 години. Соработуваме. Сето тоа се почувствува, се осети на нели за време на снимањето, за време на снимањето, ја за тоа, например, ако забележате кога нели правиме статуси за време на снимањето, најбитно ми беше таа позитивна и таа прекрасна работна атмосфера која што уствари го прави тоа што треба да го направи за еден проект да биде така како што треба да биде, како што сме го замислиле. А ако на пример меѓу себе немаме таа кохезија, немаме таа хемија, колку и да си професионален, значи не знам колку сакаш биде професионалец, крајниот производ нема да биде таков како што треба да биде. Инаку Диме беше вистински режисер, иако беа во мали кратки епизоди од некое, да не речем, замислено дело на пајата, меѓутоа многу тешко според неговите зборови во пракса да се изведе. Успеа ли овие дечки да бидат добри? Да, Бидејќи сакаме да продолжиме понатаму со слично нешто. Види, јас нема дали да продолжиме вака или нешто да да минува. Бубо памти дека кога нели јас влегов после 6-7 виц Така нешто. у екипата, ја одма побарав. Сега не дека тоа не е некоја, како да кажам, некој его или не туку вистински немаше у тие првите 5-6 вица нешто, фалеше. И затоа му реков на Бубо дај или да преснимиме 3-4 од тие вици или да ги тргнеме настрана, па здравје Боже у втората сезона која ќе почне. Јас сум толку многу незадоволен, презадоволен од актерската екипа, пак ќе кажам, таа релација снимател и режисер, нечу ни да разговарам, тоа е го со Тонка убаво кажа со поглед, значи нема потреба ни да се лафне. Иста ситуација и со Мима и со Видан. Значи премногу се познаваме за да, како ти кажам, за да не бидне работа, ја не знам, еве Тонка и не знам, мислам дека 80% од виците се од прв пат снимање. Да. Тоа е тоа, мислам. Тоа кога ќе го постигнеш, имаш нешто веќе. Ете, чувте кој е режисерот, кој е главниот снимател и монтажер, Блажо и Мара. Еве го Блажо, еве Мара, Видан Станоев и Милица Гочевска. Сега треба и тие да кажат по нешто. Двојка спатлија што кажа, да. Тоа што гледачите ќе го видат календарот е избор Нова Мара. За новата Мара, така да не се бунат. Што Мара календар. Да Може и не ми е гласање да сменија, оде, да и не, гласање да таа. оде да кажат, Да. може, не може. Мара, немам видено, кај е Мара? Наде, Мара е на одмор. У Парис. У Парис! А у Парис се пука, бе! Остана ти без Мара. Ама она и туа се пука. Колку години се бавиш со театар и што за тебе представува ова, би рекол, интересен предизвик? Па вака, ја
Многу од кавдарчани, мислам, по-стари кавдарчани ме знаат, а и по-младите ме знаат. Значи, од 78 сум кај аматер у театарот, после од 84 веќе сум како актер запослена во Домот на културата у театарот и до пред месец ден. Значи, Димето беше дете кога у една представа дојди. Девојче бе? Да, уште девојченце беше. И беше синче. И времето поминато у театарот е едно, а у приказките со Диме што ги правеме и сега со вицевите, тоа е нешто сосема друго. Значи, на театарот одиш по еден текст, си правиш своја улога, нели, релација со останатата екипа, на дадена, нели, режисерска поставка и тоа е. И после само се развива ликот, како се дават представи. А тука, за вицевите, значи, кога ги почнаме да ги снимаме, у вицот ти доаѓа друг виц. Не знам како да ви го објаснам, тоа е моје чувство, значи, снимајќи го вицот, ќе си кажеме нешто што самите на себе ќе си направиме виц. Прво беше, беше штосот што Мара е 2 пати постара од Блажо. Па најдоме начин како тоа... Не си ласки, 30. Ај сега, не претеруј, молим те. Па нуму, па немој толку. Шала мала не е омлет. И така да, у сек случај, ја мислам дека убави ликови направиме како Блажо и Мара, што можеби не е нешто за пофалба, ама и е. Например, Многу е за пофалба. Например, Прекини. Децата и луѓето кои што, да речам се од не од интелектуалната класа, него општиот народ, се шушкат, ева Мара. Или некој детенце, мамо, една Мара, Блажо без Блажо е. Например, тоа се така некои работи што многу годат. Значи има, тоа покажува дека е многу гледано. А друго што би требело, мислам, тоа за тоа го правиме во да се гледа. А ти не се смеи на тоа. Значи не Блажо се смее, јас мъчам че какво... Гледаш нада твоја наму како те гледа. А Блажо ево го нека каже. Да, баш така да ја каже таа епизода која е доживел овие денови со 20 полицајци. Ето. Ајде бе. Инаку не е он Блажо, он е виден стан. Блажо мојево. Со полицајци. Не само со полицајци беше најинтересното, али сите кој да те сретне, сите Блажо е, Блажо, море, нема ли нешто ново? Ти Блажо ли си? Али убаво, мислам, многу убаво влијае, кај ќе те застане полиција, кај ќе се каже, Блажо си те и тере. Славен. Да. Блажо е. Па колега, ела вам, Блажо море. Здраво, да, мило ми. Окей, фала, продолжи. Донеси него, ајле бенефити ваа работа. Стана менагер. Стана менагер. Па и ротаријанец. И ротаријанец. Скалила погоре од Да. Што се вика понашка од скокнал. Ја треба звезда на поштата. Не звезди, мисля, чуем со стапалки. Мало стапало ја може да видели гитара. и Павле Паја, додека снимавме со нив, буквално немаш време дали вицо да го следиш или да ги слушаш нивните вицови. Павле. Паја и Павле. Златко, од каде Паја, од каде Павле? Паја е на времето, кога живеел у Старто мал вам ки под Бениското, ја бе прв за гез малистви. Паја. Ја би джо снайпер. Паја, за тоа е Паја. А Павле, моја чефер ми вика. Пафа. Елизабета Галабова и Елизабета Златева. Голдена. Два лика кои успешно се вклопија во нашата приказна. Кој е вашето видување на овој проект? Младост има Многу предност. ми е мило што преку Бојче успеав да се вклучам во проект. Непотизам. И многу ми е мило што со врски, да. Многу ми е мило што се дружев со сите вас. Многу прекрасно искуство, многу смеа. Дефинитивно би сакала да продолжам исто да ве дружам.
прекрасно искуство, дефинитивно. Не сум се до сега не сум била вклучена во нешто слично. По време беше и снимател и глумец. Да, Се да. понешавам. Се 3 трудам. плати си Да, и кафе ли вераш? Тоа имаше потребно втора камера. Да. Златева, моля да кажеш ти нещо. Злато е ли забука? Те чекаме! Браво, Маноли! Браво, браво! Вие возите камион само. Професионален возач. Една од ретките жени кои се занимава со возење на тешки камиони. Да, со Е категорија, Тешки возам може да шлепер. И празен го вози, празен го вози. Кој извози го да видиш? Ој крени го ајде. Нема да кажем у која фирма, да не правиме реклама. Се слагам. Толку. Околу возењето толку. Тука, околу овој проект, вие проект, да кажем по кавдаречки, јас сум била, на 2 пати имав прилика да бидам дел од театарот, да се работувам со луѓето, со Коцев, Станоевко, Мима. И така да, у првиот момент, кога ми викна, ај, дојди да бидиш нада, реко, идам, не правам муабет. Оти, самото дружење е големо богатство. Зошто ти викна, бе? А? Кој ти викна? Зошто ни цркаш? Златко ме викна. Зошто цркам? Зошто нас ни цркаш? Не, мислам цркаш, а По навика камионот кај брчи и Зошто Златко Бузевски ги сака обичните ликови за да глумат хумор во каварци? Не само да го кажеш, треба да го кажеш кај што треба. Треба Това знаеш. екипа ќе го кажеш кај што треба. Ако земам ја некој од ние кремот, не ми требат. Не знае да глуми тие. Тие може да глуми или мртовец, или драма. Кај текст нема кај текст. Значи Тимо, Бидан, Джеремто моје, Пети, Лучи што може да глумат, што сакаш тоа. Дали сакаш комедија, дали трагедија, тоа се си глуми. И има това е многу некој што се, но тоа е верско. А знаеш како е? Па ја, има човеци, ретки се на душа, ама Има. здраво е да ги има и тие таквите, кои што сметат дека нивоа што го правиме трапа си ваквото. Нели? Али мислам и пак ќе кажеме, многу ми е мило мене они што така мислат. Управо ти има контра. Не, ја многу сакам тие така, затоа што види, знаеш како е, на крајот на крииштата, Кажам да кажеш. они се убедени дека во они што го правиме не е уметност. А јас викам, ние правиме најголемата уметност. Најголемата уметност е денеска на оваа денешница да насмеиш човек. Не постои поголема уметност од тоа. А плюс што го правиме, нели да остане за веки веков, како еден видео податок. Плюс тоа, сега знаеш како е, обично трици јадат тие што не прават ништо. Јас би излегол, нели, во сусрет на тие што лафат, ама они да понудат нешто, па ние нашто да го понудиме и тогаш да видиме баланс да каже. Не било време, така викат. Така ли време? Времењето било. Времењето 27 години се времењето лоши. Не се одветно. Абе, Цело време. службено му ги взимаме на тие, шо тие Не знам дека е тежно службено за нас. Зборот ми беше тајата што кажа, нели, некои не може да го направат тоа. Многу е точно тоа, значи. Искрено да ти кажам, јас сметам дека за оваа работа да се кандидираш да ја правиш, пред се, затоа и ти кажав, Бубо, храброст. Храброст пред се е оваа. Значи, се натаму е друго, нели, пропратно и како ќе се течат работите. И од друг еден аспект, сакал да кажам, значи после таа легендарната Каца, филмот што беше, Да. долги години ништо не се сними у Кавадарци, како видео, нели, проект. И, значи, од приказките сега овоја што и натаму што ќе го продолжиме, рачунам и дека е нешто уште на повисоко, да речеме, ниво. По-софистицирано, затоа што публиката у Кавадарци мислам дека е презаситена више од изложби, не знам, уметнички слики, концерти и сето тоа. Не дека тоа не е добро, далеко од тоа, меѓутоа ова е нешто поинакво. Поразлично. Да. Зошто лакардиите на Паја беа популарни? Кои се бројките со кои можеме да оперираме Сапунџиев и што тие ни го кажуваат? Да продолжиме или да стопираме? Лакардиите на Паја или вицовите, зошто беа популарни, тоа прашање е до публиката повеќе на менето. Веројатно заради тоа што
Блажо и Мара како ликови ни се блиски на сите. Дополнително заради тоа што сите вицови се испаднати од секојдневието, посебно у кавадаречкото поднебие. И затоа луѓето ги доживеа така како што ги доживеа. Првата сезона, јас лично сум пријатно изненаден. Значи, беше погледната. Значи, сите 21 епизода, 42-3 вица колку беа прегледани преку 180.000 пати. Тоа е една бројка што мислам дека е импозантна. За наклон. Да. И дека луѓето што ги погледнале, посебно ме радуе тоа што освен еден единствен негативен коментар на сите вицови, нема ниту еден друг. Да кажи го кој. Знаеме за разликата у години. Не за разликата у годините. Разликата у годините беше една од приметбите околу изгледот на ликовите. Така ли? Меѓутоа, како глума немаше никаква приметба. Имаше една единствена приметба за целиот проект и приметбата гласеше буквално како се што се прави у Македонија шалабајзерски, дека е направено и овоа чудо така. Тој коментарот на така и фајните да направите нешто подобро. Јас нема да го критикувам и затоа че ќе се потрудиме да речам да втората сезона, а и тоа што ќе го најавиме дополнително. Сакам да провоцирам. Ако имаме таков успех со првата сезона, дали треба да застанеме или да продолжиме со нешто? Мислам дека ќе продолжиме и знае и цела екипа дека сакам овој проект да продолжи со години натаму, да стигне и на едно ниво кај што цела држава ќе ни завидува на тоа што сме го направили и ќе сакат да го имат и како програмска шема по своите медиуми. Меѓутоа не е дека ќе застаниме, ќе одиме чекор по чекор. Еве, ќе обелоденам сега дека втора сезона ќе почека за наредната година, пошто дел со екипата се немаме видено. Ама за тоа, за нова година, по теркот, да речам, на странските медиуми, ќе направиме Christmas Special или специјална новогодишно издание, што ќе биде, да речам, пократко, ама со тематика од нова година, дополнително Божич, дополнително што ние имаме и многу убав празник, Колејца, значи да речеме на скратена верзија со што би ја заокружиле сезона 1. Одлично. А од мај месец натаму ќе продолжиме со работа за втората сезона. Дружо, дали се слагате со овој предлог на Бог? Јас слагам да биде нова вече, Дедо Мраз, сакам братче, донеси ја мајките. Тоа е главно. Добре да се со вие вид ете пајата најави како ќе изгледа отприлика како ќе изгледа новогодишниот едишен. Доктор ме апна змија. Змија ме апна. Каде бре? На лозјето. Не, туку. На кое место? Ки ора тука ја ќе одмарам таму. Море, за ошто ту лапа? За ништо бе, докторе. За ништо. Паја, колку имаш луѓе што те следат на Facebook? Чек се рака, на мојот профил личен имам 5.000. А вамо имам скоро повеќе од негојот на 30.000. Не скоро, дефинитивно повеќе. Имам ставам. Годно е 20.000 ме типа, ти се за... Сето е тоа Море, се вкупно е 20.000 на година. Чекай бе, Тремник, Тимјаник. Тие по... сега виж, си тие што ги кажа, знаеш колку си? Мене љубе од упражнено, не знае дека. Си тие што ги кажа, знаеш колку си? 12 капници кај нас двете. Двете. Толку си тие, толку народ. Без подругите, да. Ги измислуваш тогаш на лице место или користиш материјали од народ? Зависи. Колку се разположи, например, некој произведен вид се разплакал со мене, например. Српски, босански сајт, ама и тоа сајт не користам, не е искрено. Но не е реално. Уживот не пушам ни слика, ни виз, ни од наш сајт. Не можам.
Зошто? Не им свижат. Имам некои речи, ја ова ќе правам со дебела ти. Нема ти мене ке. Иди пегај бре. Босанство, например, босанство. Он има добар Кога ќе хумор. каже, вика, кој е љубимца има Саша Матич? Вика, кој е? Слепог Миша. Не, тоа е папи, брат. Не, босански, он што така пеел горе. Шта пиздиш болан, шта се попел кад не можеш стигнеш? Е дошол тие у пет шоп. Вика, колко е овај малтезар? Каже, што не е малтезар. Кој? Па се јокалач. Тоа е папи, брат. Нямаме такви работи, кај Србчу имам. Тоа, знаеш, јас не нека сликам навче. Имаме македонски. Ами не. Имаме, например, ја имам читано, го имам на 100% глупости паја. Тоа е добро. Се македонски убав. Чат пат знаем. Имаш ова. Например, кога гледам некој гледам и некои англиски, убави радам трди преведеш, uglavnom да не е буквално. Потоа звучи глупо. Ќе ставиш петреда. Петреда ќе ставиш и ќе ги поизмечиш малце со лжица. Петреда со лжица ќе ги Посокашам или? Да. Е така. Петреда, Пет коста. 3, 4, 4, 5, толкова, да. 5. Така, 5. Оди, знаеш колко иси. Ти крадата му ходи, ајде. Ти ме гледате. Остаткот од чоколадата чува го за да го изрендаш врз торта. Ги го изрендам ја на мамици, ги го изрендам. Го лапаја цело. Ти побрзо. Камера, колку минути имаме до сега снимање? Прва ужво ли? Пола сат. Ужво ли? Привршуваме, ова се доводи во живо. Ако ужво е левао, стоплиш ти се. Ако е дома да го... Граната вчера. Не, ще слијам. Се што е долго и досадно, луѓето не сакаат да го гледат или сакаат да слушаш. Режисер, понатаму ја продолжуваме со работката со тебе. Да. Ке менуваме и нешто во екипата или во начинот на реализација? Вака, во начинот на реализацијата не. Блажо Не, да, блажо не. Не го чачка. Јас имам кажано, без тебе не починјам ништо. Во начинот на реализацијата не. Сакам тоа го правиме и со Бубо, и нели со Тони од сегаш. Јас сакам малце да се нели менуват работите. Мораме да внесуваме нови ликови. Мораме да видим, не измислуваме ни топла вода, нели покажале претходните вакви проекти, дека ако тераш само со 20-30 ликови, дека нема кај да е че за тупе работа. Дали ме разбираш? Сега мораме да внесуваме некои нови фацулиња. Јас ќе играм на варијантата луѓе кои што на пример исто сум соработувал со нив и кои што знам. Види, јас ако оттргнувам од мене и од на пример кога седиме 10 души, ако еден човек на пример успее да ги насмее тие 10 души, за мене тие човек значи е доволно добар за да го понесе вие товар. Добро. Имам на ум два тројца кои што ќе улетат обавезно у новогодишното издание, а особено во втората сезона главните ликови Блажо, Мара, Нацо и невестичката моја Надо, да, улогите кои што Бетка ги играеше, нели, тие 3-4 Комшика, девојка, тие се остануваат. Сега сакам ти викам да уфрлиме искрено Перто беше малку искористен. Како можеме да го убациме како лик пак малце по-често. И ја мислам дека со 2-3 лика нови Женски ликови не фалат? Че има и женски ликови. Ја ќе играм на 1-2 женски и на 1-2 машки, кои ќе улетуваат повремено, нели? Единици или двојки што ќе играеш? Кецови, да. Ич2. На големи. Со самото тоа добиваме на свежина на проектот. Тони, дали технички ќе бидеме малци подобри? Не треба да менуваме нешто во начинот техниката на снимање?
Uglavnom не, малце тонски малко би требало да се подобриме. Тоа ни е стара болка. Стара болка, да. Меѓу тоа ќе го средиме и тоа сигурно. Што ме тоа ни го прашање треба да умеруваме. Бого, привршуваме со овој муабет, завршуваме оптимистички како што и започнавме, ќе се појавиме ли на некој голем екран? Поголем позади нас, вие што е нема. Добро. Рече дека амбицијата ни е на големите платна на големите телевизии, тоа е голем залак, а зошто да не успее? Јас би сакал посебно заради тоа што проектот е кавадаречки да испадне барем на некоја регионална, меѓутоа и на некоја национална телевизија. Значи, како што кажав, нема да застанеме на првата сезона, ќе одиме чекор по чекор, ќе седиме вака сите заедно, ќе дискутираме што фале, како фале, зошто фале, да го надополнуваме сето тоа и мислам дека успехот така ќе ни биде загарантиран. Пред да завршам, би сакал само да му се заблагодарам на сите помагатели и спонзори што беа позади нас првата сезона. Се надевам дека ќе продолжиме успешната соработка и во втората. Значи, тука се Црна река, скара Златна рибка, што ни овозможија безпрекорни услови и места за снимање. Нормално фирмата од кај што доаѓам јас, кабелската телевизија ИНЕЛ и компанијата Кожувчанка, која што, да речам, со еден збор проценија дека овој проект ќе биде успешен и од значење за градот и застанаа позади нас како помагатели и спонзори. Значи, доколку некој сум го испуштил, мислам не е намерно. Ние очекуваме и новата локална власт да го поддржи овој проект со оглед на тоа што се работи за афирмација на општина Кавадарци и се што се случува во општина. Нашето службено барање до новиот совет е веќе предадено и очекуваме поддршка и од таму, затоа што оваа екипа очекува да работи понатаму. Види, вие дијалект нашиот е, ја од сега што сум го лафал. Нели завршив сега со снимање на една серија за една друга телевизија. Таму беме околу 25 луѓе како цела екипа. Дали 3-4 од нив се стари скопјани, другите сите се од внатрешноста на Македонија кои што живеат во Скопје, ама сите дошле таму по работа. И сите имате еден различен дијалект, например. Јас, например, можам да го истерам, не знам, струмичкиот, кочанскиот, охридскиот. Друг може да го истера, не знам, беровскиот, прилепскиот, битолскиот. Никој не можеше да го погоде нашиот. Значи никој соработувале со кавадарчани и деле тука гостувале кај нас. Иако по 3-4 месеца биле тука, не успеале ни толку да научат од дијалектот. Кај нас е многу специфичен, многу уникатен и многу разбирлив. Ништо јас викам, например, ние го имаме уствари најчистиот македонски јазик, само што многу ги гетаме, нели, буквите. Го имаме на апостол. Ја и мој пријател, најозбилно, у војска беме, хрвати срби, 3 месеци да кажат лаисто и не кажа. Се мачеа, ајде, ај кажи ти лаисто. Да, и не може, исто не можеа да ми погодат мене Маркуш, Чингелаче и вакво, Картавало. Как беш не, знаеш ја вицот? Криво или право? Вицот, нека те каже 3 зборна кавдаречки, што има 2 пати буква Ч. И вика Чоче, добро е, Чичка, трет, хеликоптери, како хеликоптери? Лаисто, како и ќе го напишеш? Лаисто. Со Илија, со Јелија. Со Зеле, со Савија. Како го вижда, што го виж толку. Ај, кавдаречка, да. Риека, што виж, речи ја река. Ево го. Кај си ти бе? Мрчо. 2-1 бе, шо Мрчо? 2-1, да ми тебе те нема. Позакаснуваше малку и 3-1 што беше, Арно ни туа браниме. 6-та минута е. Кај си до сега?
Кај се, остай се. Да не те снаи. Остај се. Жена, детето остава. Што е работа? Стана ли тоа? Шо е? Таман да тргам од дома. И Мара моја на вратата за станата, ама облечена. Танга. Една секси долна облека, така беше на маната сета. И ме однеси у спалната. Ме однеси у спалната, ваде лисици. Ајде бе, кажи. Лисици извади. И ми вика, Блажо, врзи ме и прави шо сакаш. И ја клучето, чак, а заклучи, а врза и дојде да гледам фудбал. Кај ме пиете? Само една работа, мораме да го испуштиме, ама не го испуштиме, туку сепак за крајот го оставиме. Огромна благодарност за гледачите. Мора да му е нив јасно дека ова го правиме за нив. Сериозно го правиме за нив. Го правиме за сегашните и за идните кавдарчани, а и жители на Македонија кои што ќе можат и кои ќе успеат да го изгледат во што го правиме. Нашата сатисфакција е у оваа дружба. Тие, например, 5-6 сата додека снимаме минат вака. Избегуваме, че избегаш од секојдневието и како друг човек си таму, значи се ти олеснато, ништо не, ни главата боле, ни проблемите ги имаш, не. Значи, нашата сатисфакција е тоа. А сатисфакцијата која што му ја даваме на луѓето кои што го гледат ова преку, медиумите, и здравје Боже еден ден и на големите екрани, мислам дека е поголема и дека чувствувајќи го они тоа што го правиме ни возвраќате вака со колку кажа? Преку 150.000. Ако тоа не е доволен доказ дека сме на вистинскиот пат и дека го правиме тоа што сме го замислили да го правиме и дека го правиме пред се професионално и со сите нишани и салтанати, не знам што друго би било, нели? Форијат пошта, доналите пошта он чај Јованка Брос. Да, кара си мам, што прави мам, сајс поздравен. Ами ние ще видимо од вас што да можеме да видиш мене. Па знаеш ли, па лева, па десна, по љубци. У Сити Молот чекам сендвичи. И сега, знаеш, кај имаш осеќај дека некој те гледа. Знаеш, сега едно време се вртам и гледам машко и женско, некои си 25 години, гледат и се кикотат. И сега не успева да не ме заданаат, туку ја викам здраво живо и они тогаш добија гледа здраво живо. Слушај, ами не сега се лекоме, знаеш, да не сега да не си крена, да не си дигне, да. А вика, јас сум вика од Неготино, дето вика, а девојката вика ми е од Марена. Ваша е вика од таму е. Живеем вика у Скопје 90 години. Слушај вам. Вика, значи со нетрпение вторник и петок ги чекаме вика. Слушајте вам луѓе, во што го правите го, продолжите го натаму, вика, за тоа што вика у оваа мачнина, вика, работиме вика у различни филми вика 20 вика, и сме вика така пренатрупани вика со глупости, да, и со обврски, што вика кога ќе ни дојде тоа, тие 15, нели, 10 на 15 минути и дури и многу се, вика тогаш вика почнуваме да дишиме, ви се насмеани, ведри, како тогаш вика да ни почнува денот вика на убавинта. Нели на таквите обични луѓе сме успеале да го доприме, да го чепниме. Тие човек, да. Значи мене ја искрено ти кажам, јас сум задоволен и не ми треба ништо друго. Не, рано. Само да се надоврзам, ти некна баш не се врзи кој што со преточиња некој за ова за медиумите што викаме, нели некој Facebook немаат интернет ваму нам. Ампа многу бава работа испадна што на интернет се дават, а не се на некоја национална телевизија, еве конкретно има некои американци се сега дојдени тука од Америка, вратени се. Братче вика, сите сме собрани, вика, и вицовите гледаме Блажо и Мара, вика. Значи сега вика, ви у Америка да дојдете, нашите кога ќе видат од нам некаш поле. За не треба за знамето. Да. Па е така. Секој. Па за знамето.
накратко само да се надоврзам на тоа што кажа дека на Facebook ги емитуиме. РТК како портал ќе започне многу брзо веќе текот на наредната недела со 24 часовна програма, оддел кај што ќе има точно утврдена програмска шема, така да и да немат луѓето Facebook, ќе можат у тие денови кога се емитувањата да отидат на веб страната и да го гледат. Во многу подобар квалитет. Нормално. И за крај ние имаме дозвола од Пајата да продолжиме со овој проект. Неговите оригинални вицови ќе ги претвараме во смеа и хумор. И што рече Диме, главната поента на се е да се насмееме, да бидеме ведри, бидејќи само смеата и доброто расположение е доказ дека сме живи и здрави. Сето останато, политика, проблеми, менаџирање со разни ситуации и така натаму, само не замара. А вака сме сите расположени, што беше доказ и за оваа дружење, 40 минутно колку беше, а брзо помина. Што беше 40? Што лафиш? Ти ще вратен сад. Ти уште После да ќе се го вратам. доврзиш. Не, не сум доврзан. Да оставиш. Видео сум доврзан. Последни два пати сум доврзан. Ти се възлуди, бе. Доврзал ти го направи. Доврзаме си Свински црева. Клучка. Би се възлуди, а става мој купе 1-0, бе. Как сме се криви, да. Ви на крај ќе преметните. Ми ја гол прво еден, бе. Тоа е тоа. Ле, домче, го Ќе тепа. бе жирови голче бе. Почитувани толку, се гледаме на првото снимање, а вие на вашите интернет портали, односно на порталот rtk.mk со првата нова епизода и нов виц.